Драги мои, здрав! Денеска ќе пиеме кафе заедно со нашата сограѓанка Весна Илиевска, вработена во општина Делчево како советник за локален економски развој. Весна беше 2 месеци во Јапонија преку JICA, Јапонска агенција за меѓународна соработка. Значи денеска ќе разговараме за Јапонија со Весна Илиевска. Ви ја представив нашата гостинка, а време е и да ви го представам и нашиот денешен спонзор. Станува збор за Синада. Одиме на самиот почеток со реклама. Голема наградна игра на соковите Синада. Отвори и дирни под капачето на твојот омилен сируп или газиран Синада пијалок. Те очекуваат телевизори, велосипеди, DVD плеери, правосмукалки и многу други вредни награди. Весна, здраво и фала ти многу што ни посветуваш внимание еве на нас. Здраво и поздрав до сите гледачи на Д1 телевизија. Благодарам за вашата покана да учествувам во емисијата. Ајде на почеток да ни се представиш на јапонски. Во ред, значи Хаджиме Машите, Весна Дес, Македонија Караки Машита, Дозо и Рошико. Ова беше значи само едно представување кратко на јапонски јазик, што дојде како резултат од мојот престој во Јапонија од 24 септември до 15 ноември во Сапоро, главниот град на Хокаидо, најсеверниот остров на Јапонија. Весна, кажи ни како беше од самиот почеток, значи како се случи ти да отидеш во Јапонија? Значи вака, како вработена во општина Делчево на полето на локалниот економски развој, во изминатите 3 години нашиот регион беше вклучен и во проектот на ГТЗ за економски развој на Источна Македонија, значи на ниво на регион. Ние како вработени од општините учествувавме во овој проект и во градење на институциите и капацитетите на полето на регионалниот развој уште пред донесување на Законот за рамномерен регионален развој во мај 2007 година. И токму како резултат на оваа 3-годишна соработка и работа на полето на регионалниот развој дојде и понудата за посета на тренинг и учество значи на тренинг на тема генерален менеджмент за регионален развој и планирање во Јапонија преку Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA и секретаријатот за европски прашања при владата на Република Македонија како представник на Република Македонија и воедно како вработена во општината што работи на оваа проблематика. И беше единствено од Македонија што беше? Значи на овој тренинг, да, бев единствена од Република Македонија, значи како представник на нашата држава и заедно на тренингот имавме учесници од Албанија и од Колумбија, каде што за период од 2 месеци во Сапоро, Јапонија, значи главно изучувавме студијата на случај за развој на островот Хокаидо како посебен регион, каде што во Јапонија имаат 3 нива на влада, централна, регионална и локална влада и значи главно нашиот тренинг беше концентриран на изучување на оваа студија на случај на развој на регионот Хокаидо, што бележи еден импресивен развој за само период од само 130 години. Овој остров од 50.000 жители денеска број 5 милиони жители како резултат на одлучната, така да кажеме, политика на владата за развој на овој регион на храната и одбраната. Весна, колку таа обука, тој тренинг, значи што го помина таму, е применлив тука кај нас во Македонија? Како пристап што е усвоен од Јапонија и од Македонија, пристапите се различни, меѓутоа самите методологии кои што се применуваат на институциите кои што се воспоставени специјално во овој регион, начинот на планирање на регионалниот развој, начинот на имплементирање на политиките на регионален развој се многу применливи во нашата држава и ние во голем дел се согласуваме во овие политики, бидејќи во Република Македонија согласно законот секој регион значи има посебна институција за регионален развој, тоа е Центарот за регионален развој, кој што е во така да кажеме главниот град на секој регион, тоа е најголемиот град во регионот, кај во нашиот регион тоа е во Штип. И овој Центар за регионален развој е задолжен за планирање на развојот на регионот, односно креирање на политика, програма за регионален развој, воспоставување на мрежи, комуникации, координации со сите засегнати страни за имплементирање на оваа програма и секако на крај обезбедување на средства, финансиски средства за спроведување на зацртаните приоритети и проекти. Истиот пристап е применуван и во Јапонија. Значи, кај нив главно акцентот е ставен на така наречениот пристап одгоре надолу, значи државата е таа што одлучува што е тоа како приоритет за развој на регионот, во кои насоки ќе се инсталираат повеќе финансиски средства, додека кај нас во Република Македонија имаме една комбинација меѓу овој пристап, значи од долу нагоре и пристапот од долу нагоре, каде што освен тоа што државата преку Законот за регионален развој одлучува, значи
дека треба да имаме рамномерен развој на регионите за намалување на диспаритетите на регионите. Исто така ги вклучуваме и сите локални и регионални актери, значи самите жители на регионот преку невладини организации, јавни институции на различни полиња, преку бизниси кои што се присутни во регионот, да се вклучат во креирање на оваа политика и самите да дадат максимален придонес за спроведување на зацртаните приоритети. Весна, какво беше твоето првично доживување на Јапонија? Како ти беше на почетокот? Да кажем, импресивно што за мене како прв печаток ми остави е тоа што ракувањето како ракување се смета за навредливо во Јапонија, бидејќи на тој начин веруваат дека се согласно будизмот се пренесуваат позитивни и негативни енергии меѓу личноста, така што единственото поздравување е со поклонување, значи со наклон, во зависност од тоа колку е авторитативно лицето со кое разговараш, значи наклонот треба да биде поблак или поголем. Исто така, кога разговараш со јапонец или јапонка, значи не треба, навредливо е да го гледаш директно во очи, што е сосема спротивно од нашата култура и традиција. И токму професорката по култура ни представи еден пример најпоследно што имаат доживеано, да кажеме, во Јапонија, каде што еден човек направил убиство и на суд кога го прашале зошто го уби, значи не го знаеш човекот од никаде, зошто го уби, тој одговорил, па тој се осмели кога одеше по улица да ме погледне во очи. Значи тоа до тој степен е навредливо, тоа е, да кажеме, овој екстремен случај каде што се почитува традицијата и културата. Меѓутоа, од друга страна, Јапонија како држава ги има прифатено и современите начини на живење, особено има големо влијание од Америка. Значи младите веќе се облекуваат и се однесуваат како, да кажеме, американци. Традицијата на северниот дел на Јапонија, на Хокаидо, бидејќи тоа е релативно нов остров, значи само 130 години има историја, не е толку приметлива, не се забележува и нема толку традиционални градби и архитектура. Меѓутоа, во долниот дел, значи Хоншу ареата, каде што е Токио, главниот град на Јапонија, веќе и Киото, се градови со историја и специфична градба. Кажа дека ве најпрво кога сте отишле, дека ве запознале со јапонската култура. Јапонците имаат и специфична кујна. Како се снаоѓаше на тоа поле? Кујната исто така е интересен сегмент од мојот престој во Јапонија. Кујната е не само што е специфична, туку е сосема различна од нашата македонска кујна. Таму, значи, главно придружно јадење не е лебот, туку е оризот. Значи, со секој јадење има ориз, само сварен, без сол, без никакви зачини, тоа ти е како леб. Се јаде со стапчиња. Имаш во некои посовремени ресторани и прибор, значи вилушка нож, меѓутоа во оние традиционални ресторани се служи исклучиво со стапчиња. И најголемата мака што беше за мене, лебот, бидејќи го нема во солена или неутрална форма, туку само во блага форма, таму лебот се смета како десерт, значи не е нешто што како ние го консумираме, значи со секој јадење. И на почетокот беше навистина проблематично да се навикнеш на ваквиот традиционален начин на храна, различен од нашата. Користат многу зачини од соја, значи соја сосови, така наречената нивна мисо супа, значи со паста од соја и некои други зачини што ги користат. Зелен чај задолжително се пие пред јадење и после јадење, со, значи, тој горчлив вкус на зелениот чај. Оризот, како што кажав, е придружен и исто така едно специфично јадење, значи што имаат пржени зеленчуци и меса, фротура, така некако се нарекува. Голема наградна игра на соковите Синада. Отвори и дирни под капачето на твојот омилен сируп или газиран Синада пијалок. Те очекуваат телевизори, велосипеди, DVD плеери, правосмукалки и многу други вредни награди. Кажа дека на овој тренинг имало луѓе од цел свет. Освен тоа што разговаравте за сериозни теми, што се друго правевте? Значи, кога имавте слободно време? Имавме организирано заеднички програми за културна размена, така да ни организира посета на едно мало градче во близина на Сапоро. Сапоро е едно мало градче во Јапонија, само 2 милиони жители, колку нашата држава.
И во тоа мало градче близу Сапоро, Курумацонај, значи имавме организирано средба со локалните жители, каде што тие готвеа традиционални јапонски јадења за нас, а ние како представници од различни држави готвевме традиционални јадења од нашите држави, ја представувавме нашата култура и традиција. Така да од Македонија јас готвев заедно со моите колеги од Албанија мусака и ќофтиња. Ја представив нашата традиционална музика, македонско девојче, традиционална кошула, значи носев на овие средби, нашиот начин на живот и навистина беа импресионирани од самиот специјалитет мусака и од нашето јадење и сите други представници, значи на другите држави, на ист ваков начин приготвија некои традиционални специјалитети за нивните држави. Во самиот центар имаше организирано многу средби со локалните жители на Сапоро преку различни клубови, Hippo Family клуб или клубови на жени или клубови на деца со посебни потреби, каде што ние како лица учесници на различни тренинзи присуствувавме на овие средби и повторно ја презентиравме, значи нашата култура, игравме, представувавме наши традиционални игри за деца. Јас од Македонија им го представив играњето со ластик, што им беше многу интересно и тешко да го совладат како игра, значи со која децата, да кажеме, се занимаваат кај нас. Свирење, значи на традиционални музички инструменти, јас од тука зедов на заминување кавал и сворче. Им ги представив овие традиционални инструменти, зедов македонска народна музика, исто така, значи представив, им покажав како се игра македонско народно оро. Некои совлада, некои не. Интересен беше и тој дел. Така да, значи преку сите овие активности, да кажеме, вонредни на организирање за така наречена културна размена и запознавање меѓу различните учесници, ние успеавме многу убаво да се запознаеме со сите учесници и со културата и традицијата на сите земји и да се вратиме многу побогати од там. Успеа ли да пробаш јапонско кимоно? Да, и тоа успеавме да го направиме. Исто така во рамки на програмата, значи програма надвор од тренингот или од курсот во центарот во Џајка. Имавме организиран час за облекување јуката. Јуката значи различно од кимоно. Тоа е потенко, памучно, традиционална носија, значи традиционален фустан со цветови, кој што се носи, кој што го носат младите девојки на пролет и поедноставен за облекување, каде што жени, пензионерки на волонтерска база доаѓаа и ни покажуваа како да го облечеме, како да го ставиме обито, значи овој широкиот колан што е многу тежок за правење и за вразување, има различни стилови. И на крај, значи ние женските облековме јуката, машките облекоа машко кимоно, како самурај, значи со мечови, имавме заедничка средба и фотосесија во собата за чај или така наречената татами соба, значи со традиционални татами што се користи како соба за дневен престој, како соба за пиење чај и како спална соба во минатото се користела. А исто така вистинско кимоно, имав среќа да пробам во време на мојот престој во Јапонија, една од нашите ментори на курсот преку една фондација во Сапоро не покани, значи на вечера кај нив дома, кај незината тетка и тетин кои што имаат традиционална куќа, бидејќи традиционалните куќи веќе се реткост во Јапонија поради огромната пренаселеност и густина, значи на населеност, многу се градат облакодери, многу е тешко да се најде традиционална куќа. Меѓутоа таа не покани дома во незината традиционална куќа на традиционална вечера со незините тетка и тетин. И тие не облекоа, беа облечени во кимоно и не облекоа и нас во кимоно, што е направено од многу тешка и скапа свила и најефтиното кимоно чини некаде само околу 5 до 6.000 долари, најефтиното, доколку го правиш по специјална нарачка, значи самите тие кажуваат дека е многу тешко дури во еден животен век да купиш специјално кимоно за својата ќерка за матурирање или за свадба. И меѓутоа ние имавме таа среќа да не облече, значи во такво убаво кимоно од свила направено за свадба и заедно со нив пиевме, значи имавме традиционална вечера, пиевме чај, ни организираа церемонија за чај и на крајот јас им направив наше македонско кафе
Значи на наш начин им покажав како ние го пиеме кафето тука во Македонија, она што е најтрадиционално. Кажа дека сте биле на гости кај јапонци. Како ќе ги окарактеризираш ти јапонците? Како ги доживеа? Какви луѓе се тие? Генерално кога значи се движиме по улици или по метро, јапонците се многу ладни лица, многу ладни личности, со многу унифициран израз на лицето, значи не можеш да забележиш дали се срекни, дали се тажни, дали сакаат да разговараат, дали не сакаат, значи да кажеме на личности на дистанца, вака средени, строги, и тоа е генералниот впечаток за сите јапонци што доаѓа од нивната, пак од нивната историја и нивните ери во развојот, каде што значи никако не смееш и забрането е да покажуваш чувства со таа нивна специјална маска на лицето, да кажеме замрзната маска, не сме да се покажуваат чувства за тоа како се чувствуваш внатрешно. Весна, освен што беше на островот Хокајдо, кои се други места во Јапонија ги посети? Ја видовме поранешната кралска палата во Киото, можевме и таму да забележиме по улица гејши, значи како се шетаат, да забележиме жени во кимоно, што за Хокајдо не е карактеристично, бидејќи релативно, како што кажав, понов остров со понова историја и таму имаме посовремен начин на живење и градовите се доста современи. Исто така и пред заминување го посетивме, че во рамки на ова една неделна посета на терен го посетивме заедно со Киото и Нагоја, градот на Тојота. Бевме во зградата, централната зграда на Тојота. Исто така огромен град со огромни градби, традиционални и современи, значи интересен спој на традиционалното и современото, и пред заминување го посетивме и Токио, значи нашиот сон што чекавме до крај да дојде како крајот на обуката, така и да го видиме Токио, и имавме можност да се организираме самостојно, значи со колегите полудневна екскурзија, туристичко разгледување на Токио. Ги видовме ТВ кулата во Токио, каде што значи имаме обзерваторија за од сите страни се гледаат огромниот Токио со огромните облакодери, со океанот тука во близина. Потоа посетивме еден традиционален будистички храм и имавме исто така и во овој храм среќа да видиме дека првпат во 40 години тие значи во будизмот како најзастапена религија во Јапонија изнесуваат значи пред храмот така речени столбови за посакување желби, бидејќи во будизмот нема молење, значи само се замислуваат, се посакуваат желби за да ти се остварат желбите, нема молитви. И овие столбови за посакување желби ги изнесуваат само еднаш во 40 години, значи храмовите на секои 40 години ги вадат надвор, каде што луѓето можат преку значи конци, буквално конци, да замислат желба, да посакаат некоја желба и веруваат повторно во ова пренесување на енергија преку столбовите и преку јажињата до Буда внатре, што е централната фигура во храмот. Ние имавме можност да го видиме и ова, значи во најстариот храм во Токио, Шинџоџу, и секако да поминеме само околу кралската палата на кралот. Знаеме дека во Јапонија има крал и кралица, меѓутоа тие се само како фигура, значи што треба да ги спојува сите, меѓутоа нема никакво влијание во политиката и во владењето, значи повеќе како символ. Не успеавме да влеземе во кралската палата, бидејќи тоа е исто интересно што го научивме, кралската палата е отворена за посетители само 2 дена во годината, на роденденот на кралот, тоа некаде во 23 декември и на 2 јануари за да му честитаат на кралот и кралицата нова година, инаку палатата е затворена и може да се видат само некои од стражарските кули што ја чуваат палатата. И ова и на крајот го завршивме денот со посета на Гинза улицата, значи најголемата шопинг улица можеби во светот, не знам, со над 5000 бутици, над 2000 ресторани, значи една огромна улица каде што сите можни брендови и трговски марки може да се најдат на едно место, со сите можни видови на коли, значи може да се видат најсовремени луѓе облечени значи на најсовремен начин и луѓе облечени во кимоно што се шетаат заедно. И тоа беше навистина прекрасно искуство за заокружување на престојот во Јапонија. Весна, фала ти многу што ни ги пренесе овие преубави впечатоци од Јапонија и ти посакувам уште многу дестинации на професионален план.
Благодарам многу и на вас и јас сакам на крајот една порака, значи да упатам до сите гледачи на Д1 телевизија. Доколку имате можност, ако немате, значи бидете се да ја направите таа можност и на вистина задолжително да ја посетите Јапонија или било која источна земја, бидејќи представува одлично доживување нивната култура, традиција, начин на живење и човек кога се врати се чувствува побогат.